Добар ден, ученици. Јас сум наставник Каролина Насковска и денеска ќе се запознаеме со големина на население. На часот ќе научиме за население и популација, да ги опишуваме факторите кои влијаат врз големината на популацијата, да ги опишуваме факторите кои влијаат на растот на човечката популација. Население и популација. По зборот население во биологијата се подразбира група единки од ист вид кои населуваат одреден простор и кои можат меѓусебно да се размножуваат и да даваат потомство. Единките од ист вид живеат заедно во популација и ја формираат популацијата од тој вид. Најчесто единките на планетата Земја живеат заедно во групи во популации, ретко кој живее одвоено и сам. Единката на ластовички припаѓа на популацијата на ластовички, единката на елени на популацијата на елени, а единката на човек на популацијата на луѓе. Бројноста на популацијата директно зависи од следниве чинители. Наталитет. Наталитет значи стапка на раѓање, односно број на младенчиња кои што се родени во рамките на една популација. Морталитет. Стапка на смртност, односно број на умрени представници или единки од популацијата. Имиграција значи доселување на единките од еден вид на определен простор и емиграција значи иселување на единките од определен простор. Имиграцијата и емиграцијата се процеси кои што најчесто се гледаат кај птиците преселници, но може да се случи емиграција и емиграција во случаи кога во самиот простор, во самата животна средина се смениле некои од условите. Наталитетот и имиграцијата се всушност позитивни чинители, односно го зголемуваат бројот на популацијата, а емиграцијата и морталитетот се негативни чинители, го намалуваат бројот на популација. За да се зголеми бројот на популација, потребно е да се зголеми наталитетот, односно да се зголеми бројот на новородени младенчиња, да се зголеми имиграцијата, односно да се зголеми доселувањето на нови единки од тој вид, да се намали морталитетот, односно да опадне смртноста кај единките од тој вид и да се намали емиграцијата или иселувањето на единките од тој вид. До намалувањето на популацијата доаѓа кога се зголемува морталитетот на единките, односно смртноста е голема, се зголемува емиграцијата, иселувањето е големо, опаѓа наталитетот, новородените младенчиња се со помал број и се намалува емиграцијата, односно се намалува доселувањето на новите единки. Фактори кои влијаат врз бројноста на популацијата. Главен фактор е храната. Храната е основен двигател за зголемување на бројот на популацијата. Да објасниме како. Ако нема доволно храна, мајката не може да ги нахрани своите младенчиња. Тие ќе угинат и популацијата автоматски го смалува својот број, односно станува помалубројна. Во сенџерите на исхрана сме сите ние врзани едни со други и во тој еден врзан систем, ако некој од организмите го намали својот број, конкретно овдека, например, змијата, тогаш предаторот кој што се исхранува со неа ќе почне да се намалува неговиот број, односно неговата популација, конкретно популацијата на соколи. Предаторите се исто така главни фактори во бројноста на популацијата, па во случај кога предаторите, односно нивното присуство се зголеми, ќе се намали популацијата на пленот, односно во овој случај на антилопите. Болестите се исто така фактор кој што влијае врз бројноста на популацијата, бидејќи единките во популацијата најчесто живеат заедно и во близина, лесно се пренесуваат болестите од едни на други и ако болеста е смртоносна, може дел од популацијата да угине, односно да се намали бројот на тој вид. Популацијата на бактерии ја земавме како пример. Бактериите се најстарите жители на планетата Земја. Тие се многу просто градени и се размножуваат со проста делба, без полово. Нивното размножување зависи директно од храната. Доколку бактериите имаат доволно храна на располагање, тие се размножуваат постојано. Бројот на бактерии на планетата Земја е огромен. Во 1 грам почва имаме 40 милиони бактерии. Нивното размножување во лабораториски услови, кога сите услови им се оптимални, значи имаат доволно количество на храна, температура и влага,
можат за 10 минути да ја удвостручат својата популација. Во секојдневниот живот во природата, хранливите материи на бактериите им се ограничени и тоа го оневозможува нивното бесконечно размножување. Овдека е храната како фактор на ограничување на бесконечното размножување на оваа популација. И тука еден интересен податок дека во нашето тело бројот на клетките е за 30% помал од бројот на бактериите кои што живеат во цревната флора и на површината на кожата. Големина на население. Човечката популација брои во моментот 7 милиарди 780 милиони 237 538 луѓе. Но оваа сега бројка што ја кажав веќе наредната секунда не важи, бидејќи ова е динамична промена на бројките, затоа што во оваа минута, секунда додека го зборуваме ова, илјадници бибиња се раѓаат и илјадници луѓе умираат. Затоа во просек, значи во моментот имаме околу 7,7 милиарди луѓе. Човечката популација е во постојан пораст и никој не може со сигурност да каже каков ќе биде бројот на човечката популација во иднина. На графиконов представувам 3 предвидувања кои што се различни, во различна насока се движат на самиот графикон. Во графиконот е опфатен временски период од 400 години, односно од 1700 година до 2100 година. Во 1700 година бројот на население бил под 1 милиарда. Потоа тој рапидно растел и формирал еден експоненцијален дел во кој што се гледа како рапидно расте населението на планетата Земја. На денешно ниво имаме 7,7 милиарди луѓе. Како ќе биде во иднина, ќе видиме со трите предвидувања. Високото предвидување е најоптимистичко и со неговото предвидување се мисли дека во 2100 година ќе бидеме дупло од сега и ќе броиме 14 милиарди. Средното предвидување е дека после 2050 година ќе настане стагнација на растот на населението поради некои услови и ќе биде во една рамна линија во која што нема ни да се зголемува, ни да се намалува бројот на луѓето. И во ова најниското предвидување е можно после 2050 година да настане рапидно намалување на бројот на луѓето на планетата Земја поради болести, поради намалено број на младо население и некаде со ова нисково предвидување во 2100 година би биле некаде околу под 6 милиарди. На овој графикон сакав сликовито да ви објаснам со зголемување на димензиите на планетата Земја како всушност се зголемувало на населението за еден релативно мал период во овој односно минатиот век. Од 1974 година, кога сме броеле 4 милиарди, во 2046 година се претпоставува дека ќе бидеме 9 милиарди. Ова рапидно зголемување на бројот на населението е всушност сликовито објаснето со зголемување на димензиите на планетата Земја. Да го анализираме овој график со тоа што ќе видиме дека оваа експоненцијална линија која што има форма на буквата S ја следиме од 1800 година па се до 2080 година и забележуваме дека растењето било на почетокот со многу мали отскокнувања, но после 1950 година па се до денес имаме рапиден скок на населението, односно бројот на населението само за 50 години се удвостручил. За подетално да го изанализираме ова, ќе се запознаеме со 5 фази на развој на оваа експоненцијална крива. Прво, имаме почетна или иницијална фаза од каде што започнуваме да мериме. Потоа следува трансисионата или преодна фаза која што е поврзување меѓу почетната и експоненцијалната фаза. Следува најголемата, односно експоненцијалната фаза во која што имаме нагло растење на популацијата, која што ја спомнав во претходниот слайд, во последниве 50 години се случува. После оваа фаза следува фазата на заостанување
И после фазата на заостанување следува фазата на висоравнина, кога растот на популацијата стагнира, односно ниту се зголемува, ниту се намалува. Што допринело до драстично зголемување на човечката популација? Човекот се размножува полова. Иако човекот за време на половата зрелост еднаш годишно најчесто раѓа едно дете, сепак човечката популација драстично го зголемила бројот за последниве 50 години. Што го условило тоа? Прво, зголеменото производство на храна. Со развој на прехранбената индустрија за кратко време се произведува големо количество на храна и поголемиот дел од светската популација има доволно снабдено со квалитетна храна. Кога има доволно храна, живите организми ја го зголемуваат бројот на својата популација. Тоа е правило кое што важи за секој жив организам, па и за нас луѓето. Осовременување на земјоделието. Зголемени површини за обработливо земјиште, осовременување на земјоделските машини и зголемени приноси на житните култури, овошјето и зеленчукот. Зошто во минатото не било тоа така? Затоа што во земјоделието се обработувало рачно или со помош на животни и самиот принос на земјоделските култури бил многу мал и луѓето едве се прехранувале. Развојот на медицината и подобрата здравствена заштита се еден од поголемите услови кои што го условиле зголемувањето на бројот на луѓето на нашата планета Земја. Во тој период се измислени вакцини, антибиотици, лекови, имаме се помодерна хируршка опрема и намален е морталитетот. Во минатото немало лекови за многу болести и стапката на морталитет била голема. Можеби сте слушнале дека во минатото нашите баби и прабаби имале многу повеќе деца од што имаме ние денес, но иако наталитетот бил голем, заради недостатокот на лекови, морталитетот бил исто така голем и затоа бројот на населението не ја зголемувал својата бројност. Овдека на овој слајд осмислив само една мала кратка домашна задача во која што ќе одредите како факторите влијаат врз популацијата, дали ја зголемуваат или ја намалуваат. Например, ако се зголеми наталитетот и се намали морталитетот, ќе се зголеми популацијата. Останатите ве замолувам да го стопирате видеото, да ја нацртате табелата во тетрадка и да ги пополните сами. И на крај, за густина на човечката популација, во десниот цртеж гледате дека во боите од најсветло виолетово до најтемно е опфатен целиот свет, во кој што најтемно обоените виолетови делови посочуваат дека имаат најголема густина, малку посветло обоените делови имаат средна густина и овие најсветло обоените делови имаат мала густина или има простори каде што воопшто нема население. Ваквата нерамномерност во распределувањето на луѓето на планетата Земја ја условуваат пред се условите за живот и затоа во овој момент бројноста на човечката популација по држави изгледа вака. Држави водилки во бројот на популација се Кина и Индија, па по нив се Индонезија, Соединетите Американски држави, Бразил и останатите држави. Колку се крупчињата помали, толку во тие земји е помала популацијата. Старосниот состав на населението најмногу влијае врз бројноста на човечката популација. Па доколку населението е младо, создава потомство, бројот на единките, човечките единки во популацијата се зголемува. Доколку населението е старо, неговата старост допринесува до статичност, односно непроменливост во бројноста на популацијата или во опаѓање на бројноста на популацијата. Драги ученици, ви благодарам на вниманието.